По четврти пат Куманово ќе биде домаќин на семинар за традиционална музика и игра под насловот Глобалното кај локалното. Семинарот е во организација на Центарот за култура Трајко Прокопиев и е поддржан од страна на Министерството за култура и туризам како проект од национален интерес, а ќе се одржи утре и на 9 април од 18 часот во фоајето и големата сала. Целта на овој проект е афирмација на традиционалната култура во функција на запознавање и доближување кај младата популација, афирмацијата на младите уметници кои што се занимаваат со истата, како и стручни усовршувања на носителите на дејноста, информира етнокореологот Денис Синадиновски од Центарот за култура. Годинава се водиме по тоа да издвоиме од традицијата одредени глобални сегменти како влијаат на локалните. Така да, например, што се однесува до етнокореологијата, односно за народните танци, народните ора, би кажал, би споменал и би споредил, односно како влијае, например, тешкото го имаме во Западна Македонија, во западното игрорно подречје, тоа е општо познато во Западна Македонија. Меѓутоа, ние сега сакаме на овој семинар да ги избрендираме и другите ора кои што се познати во сите игрорни подречја. Бидејќи во Македонија постојат 5 игрорни подречја и секој игрорно подречје има свој заштитен знак или свој заштитно оро. Така да, наспроти тешкото, можам да споменам дека ќе говориме за орото поступано, кое што е најкарактеристично за северното игрорно подречје. Тоа се однесува за етнокореологијата или за народните танци. Што се однесува за етнологијата, ќе говориме за празникот 40 што се одржува во градот Штип и ќе се зборува за обредот Мартинки, кој што нели е заштита под УНЕСКО. Во поглед на етномузикологијата, за инструментите за пеењето, ќе се зборува за гајдата како најкарактеристичен инструмент во брсјачката етнографска целина и за тоа како да се постави еден обред, исто така ќе разговараме, како треба да се истражи еден обред и како треба да се постави регуларно на сцена, бидејќи свесни сме дека во денешно време малце се изоветепирува поставувањето на некој си обред, а што се однесува до етномузикологијата, пак да се навратам, исто така ќе говориме за групата Костурчанки, која што потекнува од Егејска Македонија и ќе разговараме повеќе, ќе се дебатира за нивното формирање, за нивното завршување како група и така натаму. Ова се однесува само за првиот ден. Што се однесува за вториот ден е дел за практиката, односно повеќе ќе се работи на сценски движења, како уметниците треба да ја доживуваат сцената, и потоа се фокусираме на тие карактеристични ора предмалце што ги спомнав. Така да од северното игрорно подречје ќе работиме ситна лиса орото и поступано, од западното игрорно подречје ќе го поставиме тешкото оро, од источното ќе поставиме копачката, исто која што е заштитена преку УНЕСКО, и од јужното игрорно подречје ќе го поставиме беранче, едно како најкарактеристичните ора на тоа подречје.